Почитувани делегати на 16-тиот вонреден конгрес на ВМРО ДПМН. Почитуван кандидат за председател на ВМРО ДПМН. Почитувани гости, почитувани коалициони партнери, почитувани сопартици, браќа и сестри, дами и господа. Денеска сме собрани на овој конгрес на партијата, со кој ВМРО ДПМН го започнува новиот поход кон победата, кон новата победа и враќањето на власт во Република Македонија. Тоа е она што ВМРО ДПМН го имаше цели 11 години, во кој успешно и со огромен напредок ја движеше Македонија со бројни успеси и успешни резултати. Тоа е она што народот повторно ни го даде на последните парламентарни избори со победата на ЦДСМ пред една година. Но за жал, месец и половина подосна ни беше неправично одземено и беше погазена волјата на народот. Жалам што конгресот се случува во вакви емотивни и невообичаени околности, кога нашата партија е истовремено нападната однадвор, но и под внатрешен притисок и неразбирлива реакција од наши членови, со кои до пред една недела делевме добро и лошо. И не слутевме дека по неколку дена нема да го препознаеме нивното однесување. Јас сум водач на партијата цели 14,5 години, во кој имавме 10 изборни победи поред и еден пораз под околности кои беа далеку од регуларни. Во овие години на успеси и напредок се вложив целиот и сето мое време, сила и енергија за партијата и за државата, откажувајќи се од слободното време и од многу животни попријатни можности, запоставувајќи го семејството и моите деца, изложувајќи се енормно на многу стресови, клевети, навреди, омаловажувања и непријатности, но останав цврст и стабилен и при најтешките удари. И тешко ми паѓа Благодарам. И тешко ми паѓа кога преку ноќ ќе видам вакво однесување на мои блиски соработници во ситуацијата кога, како и сите ние, се наоѓаат под притисок. Ова е таков период. Интересно е што и во 2003 година, кога станав председател во опозиција, најголем дел од блиските соработници одеднаш се навутија, се раскараа и ја доведоа во незавидна ситуација партијата. Па бев принуден, излегувајќи од таа битка како победник, да формирам нов тим со целосно неискусни, но стабилни, храбри и одвучни луѓе, за да дојдеме до успехот и до победата. Се сеќавам кога во мај 2003 година на конгресот во Охрид бев за прв пат избран за председател на ВМРО ДПМН. И тогаш бевме во опозиција. За многумина се личеше безнадежно, вклучувајќи ме и мене како нов председател. СДСМ исто како и денес беше веќе 7 месеци на власт, на која дојде со убедлива победа со речиси двојно повеќе пратеници од ВМРО ДПМН. Исто како и денес, ништо конкретно не работеше во тие 7 месеци, освен што секојдневно апсеше членови и функционери на ВМРО ДПМН и секојдневно им фабрикуваше афери. За разлика од денес, предноста која тогаш анкетите ја покажуваа во нивна корист, беше со солодност 3,5 на 1 во нивна корист. Споредено со денес, кога ако се тргнат ефектите од масовното подкупување на изборите, притисоците, уцените и заплашувањата, поддршката е приближно на изедначено ниво. Економијата тонеше слично како што тоне и денес. Реформи немаше, исто како што нема и денес. Нови проекти, домашни или странски инвестиции немаше. Само слушавме ветување
ветувања како ќе биде подобро, дека ќе влеземе во Европската Унија и во НАТО, а додека тоа го продаваа на народот и додека сами себе се прикажуваа како честни и големи борци против криминалот, паралелно корупцијата и криминалот завземаа димензии како во времето на 90-тите, кога цели 6 години беа на власт и кога ги имавме легендарните шверцови на нафта со крашењето на ембаргото, ТАТ и така натаму. И денес е слично. Зборуваат секој ден дека ќе искоренат корупцијата и криминалот, а криминалот и корупцијата растат, токму потикнати од нив. После почетната еуфорија и големи очекувања кај народот, беше почнала фазата на спаснување на еуфоријата на големи очекувања, а иселувањето од земјата се беше интензивирало, исто како и денес. Ние како партија во тој момент се уште не изгледавме како алтернатива на власта и многумена мислеа, многу повеќе од денес, дека ВМРО-ДПМН веќе никогаш нема да се врати на власт. Бркаа од работа, од администрацијата, казнуваа и деградираа, се изживуваа со секојдневните апсења и ги шетаа луѓето со лисици на рацете за да ги понижат. Притворот го беа претвориле во лична и партиска политичка одмазда, но и средство за дефокусирање на секоја непопуларна мерка која ја воведуваа, со цел народот да не се занимава со качувањето на даноците во тоа време, покачувањето на цената на струјата, невработеноста и сиромаштијата, ниту пак со безидејноста на новата власт. И не ни помислуваа дека со секој таков потек, колку и краткорочно да им личеше дека им ја пролонгира неоснованата популарност, само го забразуваше денот на нивното паѓање од власт и одење во длабока опозиција цели 11 години. А ќе беше и подолго, ако не добија несекојдневна помош, поврзана со откажување од националните интереси. Беа исто толку самобендисани, надувани, арогантни и убедени во долго владење како и денес. На ВМРО-ДПМН е гледаа како на завршена приказна и партија со која можат да прават што сакаат, бидејќи покрај извршната власт и суството и обвинителството беа под нивна целосна контрола и мислеа дека се семокни, а народот само им е инструмент за манипулација за да ги одржува на власт. Се сеќавам како во Централниот штаб многу малку луѓе влегуваа со месеци, како и личеше како да е фирма во стечај. Луѓето беа исплашени до бескрај. Еднаш, се сеќавам, пред влезот во зградата во Капиштец, каде што живее во тоа време, сретнав еден мој соработник од Министерството за финансии и куртоазно го прашав како е и како оди во Министерството. Човекот за миг пребледе, погледна на лево, па на десно, па нагоре кон спратовите, па дури откако се обезби дека никој не го слуша, со шепотење ми кажа катастрофа. Ништо не се работи, само млатење празна слама. Го одминав брзо за да не ми колабира острав, ако случајно некој помине и го виде како разговара со мене, и повторно го констатирав она што веќе го знаев. Кај СДСМ некои луѓе се менуваат, некои остануваат исти, ама матрицата не се менува. Доаѓањето на власт заради власт, безидејноста и неработењето, склоноста кон криминал и одмаздолюбие кон политичкиот противник, до најжестоки граници, секогаш останува исто. Константа. Тоа беше период кога тие веруваа дека ако го осудат и испозатворат најголем дел од преходната власт, ќе нема кој да се погрижи за нивниот криминал. Да, навистина многу луѓе од ВМРО-ДПМН во тој период дадоа лична жртва, со многу понижувања, губење на здравјето и затворања. Ама Бог се погрижи уште еднаш да покаже дека кога гневот и омразата го водат некого во животот, лошо завршува. Има уште две големи сличности, тогаш и денес. И тогаш и сега.
Бевме опозиција во време кога СДСМ имаше контрола над најголем дел од медиумите. Би рекол тогаш и повеќе, бидејќи имаше многу пресконференции на партијата на која не ни доаѓаше ниту еден медиум, или ќе дојдеше само еден или два, и често ниту еден медиум не ја пренесуваше таа пресконференција. Второ, најмалку 2, а можеби и 3 години, СДСМ неоправдано имаа сериозна, би рекол и заштитничка наклоност на меѓународниот фактор. Заради тоа што завршуваа работа во тоа време со спроведување на Охридскиот рамковен договор и се ценеше дека е добро да се штитат и да не се санкционираат од надворешниот фактор, бидејќи се корисни во тој момент, додека се заврши работата што беше зацртана. Така и денес. Еве ги, почнаа со договорот со источниот сосед, кога го прифатија без преговори и безпоговорно. Сега се фокусираат на договорот со јужниот сосед, а наскоро се спремаат да го направат она што пред 7 месеци целата јавност ја убедуваа дека нема шанса тоа да го направат, а тоа е да донесат неуставен закон со кој ќе се воведе двојазичност во Македонија. И така забрефтани, неосновано самоуверени, арогантни, гледајќи од висина кон нас, дремеа по кафани и пребројуваа тендери. Се ситеа на секој уапсен и понижен ВМРО-ец. Се тепаа за поголема власт во нивните редови, а економијата тонеше, народот осиромашуваше и се помалку се надеваше на оние за кои гласаа масовно на изборите во 2002-та, верувајќи во нивната приказна, во која прилично убедливо ветуваа многу подобар живот, правда и еднаквост. Во тој момент не ни сонуваа дека за само 10 месеци, откако стапив на функцијата председател на ВМРО ДПМН, ќе мораат со помош на албанскиот коалиционен партнер во владата да ги фалсификуваат председателските избори, за да не им се случи крах на отворена сцена. Не ни сонуваа дека за плюс уште една година подоцна ќе загубат на локалните избори, а дека уште за една година народот на квоци ќе ги исфрли од власта и ќе го врати енергетизираното ВМРО ДПМН, и тоа цели 11 години. Цели 11 години, за да мора потоа однадвор некој да ги враќа на власт, оти сами со својата неспособност уште долго немаше да ја вратат довербата на народот. Почитувани делегати, почитувани гости, почитувани коалициони партнери, драги пријатели, дами и господа, на позицијата председател на ВМРО ДПМН дојдов откако го напуштив банкарскиот сектор и брокерската работа и 4 години посветив речиси по 15 часа во Министерството за трговија една година и уште 3 години во Министерството за финансии со бројни капитални проекти зад мене, како што беа денационализацијата, воведувањето на данокот на додавна вредност, фискалните сметки, реформата на платниот промет, враќањето на старите заробени девизи, либерализацијата на надворешната и внатрешната трговија и редица други успешни и капитални проекти кои до ден денес се паметат и за кои бев поканет и во соседна Србија како консултант на проект подржан од USAID да помогнам во зајакнувањето на капацитетите на Српското Министерство за финансии, каде многу помогна во реализација на дел на реформите од овој тип. Искуството од владата и од позицијата председател на Комисијата за хартија од вредност ми беа не само од голема корист, туку и подоцна одлична препорака за гласачите за тоа како работам, колку сум посветен, колку држам до дадениот збор и каков е мојот однос кон оние кои ми ја дале довербата. Иако мојот план пред влегување во политиката беше да не се задржам подолго од 4 до 5 години, бидејќи имав други животни и работни планови.
Во еден таков момент, во една таква ситуација, во едни такви сложени околности во партијата и во државата, кога почувствував дека сум потребен и на ВМРО ДПМН и пред се на Македонија, ја прифатив понудата на Георгиевски и го прифатив предизвикот да ги ставам моите најубави години од младоста во служба на партијата, на народот и на државата. Да бидам новиот водач на ВМРО, предложен токму од мојот претходник на оваа позиција, Љупчо Георгиевски, на кого и покрај подоснежните несогласувања, политички разлики и спротивставености, му се заблагодарувам за укажаната доверба и подршка, и со кого успеав по еден неколкогодишен прекин да ги обновам и до ден денес да ги задржам пријателските релации и повремени средби, при што дел од политичките разлики останаа, но остана и човечкиот, партискиот и личниот однос и комуникација. По прифаќањето на челната позиција во партијата, следуваат тешки 3 години на ново докажување, денонокна работа, внатрепартиски превирања, ниски удари и крупни предизвици, низ кои поминовме еден трнлив пат до победата во 2006-та, на кој секогаш ќе се сеќавам. Всушност, тие први 3 години како водач на ВМРО и последните 3 години беа најтешките во 14,5 годишното водење на партијата. Не по бројот на работни сати и решавање на проблеми, туку по така наречените византиски игри, подли, валкани и нечестни игри, со кои бев принуден да се справувам, поле на кое не се чувствувам на мој терен. Мојот долгогодишен соработник и еден од најбрилјантните умови на македонската политичка сцена, господинот Мартин Протуѓер, кој освен што добро ги познава сите заткулисни игри од тој почетен период, уште подобро ги знае истите такви од последниот период и особено последните неколку месеци. Пред некој ден ми раскажа како на некој пријател му рекол за мене, цитирам: човекот го започна мандатот во партијата со нож во грб и го завршува со нож во грб. Го коригирав и му реков дека не е во право и дека го завршувам не со еден, туку со повеќе, и не ножеви, туку ножиња во грб. Таков е животот и особено политиката, за жал. Но денес нема да зборувам ниту за ножот, ниту за ножињата. Тоа е приказна за други времиња и прилики. Или можеби приказна која треба да остане само во мене и неколкумина околу мене за секогаш, кои беа сведоци на сите познати и повеќе непознати случувања во партијата. Затоа што денес, како никогаш досега, ни е потребно единство, кое ќе ги стави настрана сите негативни работи. Единство кое ќе не обедини и ќе не однесе во победа. Единство кое преку враќањето на ВМРО ДПМН на власт ќе ја врати и посветеноста, работата, грижата и одговорното и отчетно работење во Македонија на една власт. Ќе ги врати инвестициите, ќе ги врати новите работни места, зголемувањето на стандардот, градбата на крупни инфраструктурни проекти, зголемувањето на животниот стандард, решавањето на многу проблеми со кои се соочуваат граѓаните, наместо сегашната хипокризија и поигрување со интелигенцијата на народот и неговата доверба. Сепак, ќе останат да ми дзунат за секогаш зборовите на едни странски врвни експерти во политички кампањи, кои ни помагаа во последната изборна кампања и кои ден по првиот круг на локалните избори дојдоа кај мене да ми го кажат нивното видување на изборниот процес и кои
при крајот на нивната кратка елаборација ми рекоа: Господине председателе, една работа сакаме да ви ја кажеме лично, која не е пријатна. А тоа е, додека синоќа доаѓаа изборните резултати, кои беа неповолни, во салата за состаноци на 8-миот крат Тодор Александров, во која бевме 30 на луѓе или повеќе, ваши најблиски соработници, гледавме тага на лицата на многумина од нив, но бевме изненадени, што кај еден дел од вашите најблиски соработници видовме срекни лица, среќа која не можеа да ја сокријат. Навистина, драги мои сопартици, еден дел од моите соработници, и тоа луѓе кои добија многу, пред се доверба и шанси, функции и големи привилегии и почести. Во последните месеци не можам да ги препознавам, но успеав тоа да го задржам длабоко во мене, да ја задржам присебноста и смиреноста, длабоко да се кршам во себе и да оставам сами да се заплеткаат и пропаднат во гробот кој го копаат за друг. Благодарам. Или во сплетките, дворските игри, лицемерието, дволичноста, неискрајноста, алчноста, интригите и предавствата кои ги прават за друг. И така и ќе биде, исто како низ историјата на ВМРО и Македонија. Но за среќа, во ВМРО ДПМН има многу силни личности, честити луѓе, луѓе со висок морал и капацитет, луѓе кои искрено ја сакаат оваа земја и незиниот напредок, и луѓе кои имаат чиста совест, јасна мисла, многу енергија и силни морални вредности. И тие се силата, заедно со новите освежувања кои сигурно ќе дојдат, сила која ќе ги надмине предизвиците и ќе ја исправат неправдата која ни се нанесе. Почитувани делегати и драги гости, начинот на кој успеа ВМРО ДПМН да дојде на власт во тие тешки времења со многу работа, со многу упорност, истрајност и верба, со многу скромни финансиски средства, но со идеја и визија, со мал, релативно неафирмиран тим, со чест на исклучоците, но високо мотивиран тим, со искрен пристап кон граѓаните, објаснување и убедување во исправноста на своите политики, со грижа за својот народ и заштитнички настроена кон националните и државните интереси, со добра комуникација со представниците на меѓународната заедница, градене пријателства и нови коалициски релации и пред се многу работа, може да е начин на кој повторно партијата ќе се врати на власт. Народот не очекува да види безгрешни луѓе во партиите, ниту пак идеални. Народот, гласачите, пред се очекуваат да видат во поединците, во раководството, пред се луѓе, човечност, чесен пристап, искрен и отворен човек, стабилен и сериозен, и пред се со јасна визија и волја да направи нешто за сите. Човек кој може и да сгреши и да се поправи. Човек кој може да има и лош ден, но и човек кој знае каде оди и што планира. И тоа да е чисто, а не матно и со заскриени планови. Ако луѓето во новото раководство ова го разберат, враќањето на власт е сигурно и тоа брзо. За разлика од пред 15 години, денес е време на социјалните мрежи и кај некои политичари тоа има големо влијание. Сакам да им порачам дека ќе мораат да издржат тешки напади и тешки обвинувања, многу често неправедни, и да не влегуваат во конфликти, но и да не останат без одговор и објаснување. Голем дел од луѓето
се водат од емоции. А Facebook, например, е еден вид медиум во рацете на секој човек. Најголем дел од луѓето водени од емоциите, без доволен број информации и често без целосна анализа, знаат да изградат став, често многу критичен, дури и наврелив, да доболи, често и до коска. Утредента може нема да мислат исто, особено ако добијат дополнителна информација или подобра анализа, или самите изградат своја анализа. Но во моментот може многу да боли неправдата, неоснованото обвинување, оцрнување или невистина. Треба да се изреши, да се објаснува и да не се скршнува од патот, кој преходно е зацртан. Секако, ако е зацртан по детално анализирање од секој аго и добро промислено. Многу политичари денес почнаа да водат политика, која јас ја нарекувам Facebook политика. Тоа е поведување по емоциите на масата народ, која често е недоволно информирана и гневна, и која едно збори кога е навутена и емотивна, а друго може да мисли кога трезвено ќе размисли и ќе се смири. Затоа, потребно е внимателно градење на политиките, но и да се обстои на нив пред дневните напади од разни страни. Со објаснување и информирање, а не со секојдневно менување на ставот, согласно дневното расположение или наметнат тренд на Facebook. Да не зборуваме дека денес во политиката многумина ги користат социјалните мрежи и за политички цели. И не секогаш бранот расположение е спонтано создаден. Затоа, да не заборавиме на стабилноста како прв знак на сериозност кај еден политичар. Дами и господа, ВМРО ДПМН денес е најсилниот бренд во Македонија. Не постои посилен бренд во Македонија од ВМРО ДПМН. Тоа е резултат на многу работа и на многу успеси. А успехот е резултат на голем број исправно донесени одлуки. Тој бренд, тој политички капитал, најпрвин во него инвестирале и го создавале со својата крв и со својот живот илјадници наши предци низ историјата. Од доктор Христо Татарчев, Даме и Гоце, преку Сарафов, Пере Тошев, Петар Попарсов, Сандански, Русински, Сугарев, Чакаларов, Лазар Повтајков, Пандо Клячев, Атанас Возанчев, Христо Узунов, Христо Матов, Ефтим Чучков, Чернопеев, Ѓорче Петров, преку Тодор Александров, преку Петар Чаулев, Протогеров, Панчо Михајлов Чавдар, Мише Развигоров, Влахов, Димо Хаджидимов, Павел Шатев и илјадниците други соборци. Не само во оние 41 година славна историја на ВМРО, туку и подоцна нивните следбеници на идејата и борци за независна Македонија, особено во времето на комунистичкиот режим, како Ченто и повторно Шатев, Панко Брашнаров, Драган Богдановски, Ѓорги Доцев, кој денеска е тука меѓу нас, и посебно го поздравувам, Ристо Шишков и огромен број други репресирани, затворани и убивани. Па потоа оснивачите и раководствата на современата наша партија во време од 13 години кога ја водеше Љупчо Ѓоргиевски, а во чиј дел учествував и јас, како и раководствата на партијата за време од 14,5 години кога јас ја водев партијата, тој мега бренд денес ќе го предадам во рацете на нов председател на ВМРО ДПМН. По тој бренд, во последното 12,5 годишно владење на локално ниво и 11 годишно владење на државно ниво, се направија крупни промени и подобрувања, реформи и решавање на проблеми на народот. Се отворија 173,000 нови работни места. Се намали невработеноста од околу 38 на околу 20%. Се донесоа крупни инвеститори и мултинационални компании,
кои во наредните 4-5 години ќе имаат клучно влијание во намалувањето на невработеноста, затоа што сите тие фирми имаат 5-6 годишни развојни планови и договори за продажба, заради кои секоја година ќе бараат нови работници и инженери и ќе го зголемуваат бројот на вработени во нивните основани компании. Комплетно се смени и силно зајакна инвестицијската клима и услови за правење бизнис во Македонија. Македонија во повеќе години беше прогласувана во групата на топ реформатори во светот од страна на Светската банка, која од 94-та позиција во 2006-та по 11 години напорна работа не вброи во првите 10 земји во светот и првите 5 земји во Европа, според добрите услови за правење бизнис. Станавме држава со најниски даноци во светот и најниска ефективна даночна стапка. Извозот се удвои, туризмот се удвои и се достигна во еден момент највисоката стапка на раст во историјата на Македонија, а тоа е 6,1% раст во 2007-та. Се изградија и реконструираа стотици километри автопатишта, експресни, регионални и локални патишта, улици и булевари, водоводи и канализацијски мрежи, како никогаш преходно во историјата на Македонија. Се изградија аеродроми, железници, гасоводи, хидроцентрали, стотици училишта, факултети и универзитети, градинки, болници, амбуланти, објекти на државната управа и така натаму. Многу повеќе од тоа и се реконструираа. Под овој бренд се изработи и визната либерализација за граѓаните на Македонија. Се добија 7 последователни извештаи на Европската комисија со препорака до Европскиот совет за почнување на преговорите. Се исполнија сите услови за влез во НАТО уште во 2008-та. Се реши прашањето за демаркација со Косово. Се направија крупни реформи во образованието. Се отворија многу универзитети, нови и нови факултети. Се воведоа бесплатни учебници за сите ученици. Се набавија компјутери за сите ученици. Се модернизираа наставните програми со Кембридж учебниците. Се овозможи студирање во странство со целосна државна помош на сите кои се запишуваа на најнапредните 100 или 200 универзитети во светот. Се спроведоа крупни реформи во здравството, од воведувањето на DRG методологијата до мој термин. Во 10 наврати се намалија цените на лековите за граѓаните и се направија крупни заштети на средства со групните набавки и паралелниот увоз. Се даде најголема финансиска подршка на земјоделците во историјата на овој народ. И на илјадници семејства им се овозможи да добијат по символична цена земја за земјоделски работи. Се легализираа дивите градби. За символични износи се откупија дворовите. Се овозможија ниски давачки за увоз на автомобили. Се изградија капитални објекти во културата, театри, музеи, филхармонија, библиотеки, археологија. Десетици нови можности од областа на социјалната заштита и работните односи. Се зголемуваа и во најкризните години плати, пензии, социјални помошти, субвенции. Растеше стандардот на населението. Под овој бренд се создаде, а потоа се направи и најдобар централен регистр во Европа и еден од најдобрите катастри. Се направија крупни и чекори реформи во администрацијата, во судството, медиумската сфера, зајакнување на демократијата, човековите права, изборните закони. Под овој бренд се извојуваа многу битки за националните и за државните интереси на Македонија. Во прв ред за уставното име и идентитетот. И заради тоа се претрпеа многу удари, многу клевети, навреди, местенки. А еве на крајот и тешки и сериозни политички прогони и хајки на стотици луѓе од партијата. Апсења, фабрикувани истраги и обвиненија, монтирани судски процеси, непреспиени ноќи. Всушност, причината за спроведувањето на операцијата за промена на водата е токму тоа. Отпорот на ВМРО ДПМН е кон налетите за промена на името и идентитетот.
потерк на јужниот сосед, а со цел отстранување на пречката за побрзо заокружување на геостратешкиот план за членство на Македонија во НАТО и почеток на преговорите со Европската Унија, што како цели и како намера беа и се уште се и цели и намера и на ВМРО ДПМН, но ние сакавме тоа да биде со фер, компромис и решение за името, а не со диктат. Затоа се направи преврат и се донесе СДСМ, која има ветено по секоја цена дека ќе го реши ова прашање. По секоја цена. Пред некој ден, во разговор со повеќемина, поранешниот министар за надворешни работи Антонио Милошевски шеговито направи една компарација и една илустрација, при што подсети дека низ годините научил да ги дешифрира проеките на министрите за надворешни работи, па вели, кога сегашниот министар за надворешни работи на Македонија на пресконференција со колегата од Грција вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Цитирам. Тоа може сликовито да се илустрира со еден пример од типот како кога студент во студентски дом влегува во собата на својата колешка, која е комплетно соблечена и подготвено го очекува и му вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Тоа отприлика е моменталната ситуација на Република Македонија и понудата на Република Македонија. Но за жал, колку и овој шеговит пример да засмејува, станува збор за крупен национален интерес и на тоа мора да се гледа сериозно. По сите успеси кои ги направивме, по сите победи и резултати, ВМРО ДПМН е кој цврсто застана во заштита на националните и државните интереси, неминовно беше да биде под напад за да се ослабне и да се сруши од власт. Се започна силна негативна кампања против мене лично, со цел да ме прикажат како корумпиран монструм, но тоа само времено фрла сенка на позитивните резултати од моето владење. Се фрли многу прашина, за да се заматат делата и честниот пристап кон работата и кон народот. Но кога прашината ќе легне, делата ќе останат. И кога негативната кампања ќе застане, ќе останат 173.000 ново отворени работни места, зголемените пензии, субвенции, изградената инфраструктура, проектот Скопје 2014 и многу други работи. Драги пријатели, ова е време кое многу ме асоцира на времето и состојбите во кое се наоѓа историското ВМРО и Тодор Александров во месеците пред да биде убиен во 1924 година и состојбата во која тој тогаш бил, иако се е во сосема различен контекст денес. Имено, ќе подсетам, Александров во месеците пред да биде убиен, пред да биде ликвидиран, се наоѓа во исклучително тешка и безизлезна ситуација. Од една страна, бугарската влада која преходно го подржувала, му дава дознание дека заради притисокот однадвор, таа е под притисок да го апси и му дава сигнал дека треба да си замине од незината територија, ако сака да го избегне тоа. Тоа е време кога околните држави, особено Србија и Грција, имаат издадено потерница со парична награда за кој ќе го ликвидира. И неколку пати го зголемувале износот на таа потерница. Паралелно на тоа, иако посилен, сепак го исцрпуваат и честите директни вооружени пресметки со левицата. Се обидел да добие помош од Англија, но било безуспешно. Се обидел да се сретне со американскиот амбасадор во Софија, но тој не прифатил, а дознал дека истиот искоментирал: не сакам да имам ништо со тој бандит. Истовремено неговиот соработник од Централниот комитет Чаулев веќе соработувал со СССР, во тоа време многу значаен фактор на Балканот и можеби најсилен во Европа. А Протогеров веќе коментирал дека кај да е СССР ќе ја врати силата која што имаше царска Русија. И треба да се соработува со нив, иако биле идеолошки и класни непријатели. Самиот Александров е антикомунист и не сакал да соработува со СССР.
Но согледувајќи дека ВМРО на Александров е најсилната револуционерна организација на Балканот и во Европа во тоа време, и согледувајќи ја неговата ситуација, агент на СССР решава да му пристапи. СССР во тоа време се во идеолошки филм за во што поголем број земји да се воспостави комунистички режим. Тие сметале дека социјализмот во СССР не може да се третира како успех и дека тоа може да е само иницијална каписла за негово ширење во цела Европа, а потоа и во цел свет. И биле многу посветени на тоа. Нив не ги интересирало толку прашањето околу нациите и националното, туку класното. И биле подготвени се да ветат, па и да реализираат, доколку се прифати социјалистички поредок во некоја земја. Тие за први земји каде сметале дека можат да успеат со социјалистички револуции, ги таргетирале Германија на западот и Бугарија на истокот. За Бугарија им бил важен Александров и ВМРО. Тие биле во непосредна и тесна соработка со левицата на ВМРО, но тие биле на теренот далеку послаби од десницата на Александров. И нивниот антагонизам бил огромен, што секојдневно се убивале меѓу себе. Проучиле дека нему му е најважно да добие автономија на Македонија. Проучиле дека на Балканот во тоа време под автономија се подразбирало независност, но бидејќи во светски размери не се подразбирало така, оцениле дека треба да не му нудат нешто што не го бара. Па така, направиле план кој му го понудиле со услови во ситуација кога нему сите патишта му биле затворени. Тие нему да му помогнат да добие автономија на Македонија, на цела географска област Македонија, а тој ним да им помогне да се сруши владата во Софија и да се помогне во воспоставување на комунистичка влада. Но поставиле услови дека за да му помогнат мора да се обедини со левицата, заради што и доаѓа до преговорите во Виена. Исто така, барале тоа обединување да се формализира со тоа што најпрвен ќе се распушти Централниот комитет на ВМРО, кој во тоа време броел 3 луѓе, и ќе се создаде нов, каде по еден член ќе диригира Александров, еден левицата, а еден ќе предложат тие од СССР. Тука во старт нивните поблиски левичари биле во предност. Второ, побарале потоа новото раководство да биде со изедначен број на членови од двете организации, што во старт е повошно за Александров, бидејќи неговото ВМРО е несразмерно посилно од она на левицата. Всушност, идејата на СССР е постепено да му е преземат партијата, со многу послова партија. На Александров горе-долу му била јасна состојбата, но нема многу излез. Опколен од сите страни, а веќе неколку од неговите најблиски соработници почнале да го изневеруваат. Преговорите во Виена почнале во април и завршиле на 6 мај, по тешки услови за него. Од друга страна, неговиот секретар во тоа време, Ванчо Михајлов, бил соработник на владата во Софија, а бил во тек со разговорите. Неколку дена пред подпишувањето Александров рекол дека не се чувствува безбеден и мора да замине. Но го овластил Протугеров во негово име да го потпише манифестот. Со еден услов, тој да не се објавува најмалку 2 месеци. Време во кое Александров рекол му треба да ја подготви јавноста и членството кое било силно антагонизирано со левицата и антикомунистички настроено. Оттаму заменал во Англија, веројатно во уште еден обид оттаму да добие некоја подршка, но било безуспешно. Протугеров го потпишал манифестот за обединување на 6 мај под крајно лоши околности за Александров. Наместо за 2 месеци, по сигнал од СССР, левицата документот го објавува за 2 недели и тој предизвикал политички земјотрес во организацијата. Од немајкаде Александров го отфрли и го негирал документот, но веќе во тој момент дури 4 страни се заинтересирани за негова ликвидација. Прво, бугарската влада, која гледа дека потпишан е документ со кој Александров ќе тргне против неа. Второ, српската, грчката и другите кои го барале со потерница. Трето, Коминтерната на СССР и четврто, самиот Ванчо Михайлов, неговиот секретар.
Англија и Америка не сакаат да соработуваат со него, како што вели онаа народната од сите страни Ѓорги Сардисан. Истото лето, на 31. август е ликвидиран и не се знае неговиот нарачител, но сите 4 имале мотиви тој да не е веќе меѓу живите. Со неговата смрт, за жал, и со доаѓањето на Ванчо Михайлов се цени дека завршува периодот кога ВМРО носи независни одлуки за своето делување. Дами и господа, во овој момент дозволете да испратам неколку пораки до кандидатот за претседател на ВМРО ДПМН. Прво, жалам што е само еден кандидат и што останатите потенцијални кандидати, чии имиња се споменуваа низ медиумите, не се кандидираа. Тоа ќе дадеше поголема тежина на избраниот кандидат, кој да беше. Без да се навраќам на деталите околу ова, кои беа актуелни денови, ќе кажам дека кој од нив да победеше, доколку добиеше рамен терен за битка, без вмешување однатвор, ќе беше сигурен победник на следните парламентарни избори во Македонија. Сите тие се луѓе со висок капацитет и искуство, неспоредливо над актуелниот поставен марионетски премиер. Второ, сепак, честитајќи му на храброст, мотивираност и одлучност на кандидатот за претседател на партијата, сакам да го потсетам дека тој е кандидат за претседател на внатрешната македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство. И да не го заборави тоа. Тоа е голема чест, но истовремено и голема обврска. Тој треба да знае дека не само заради историјата, туку и заради очекувањата на членството и граѓаните, а пред се македонскиот народ, од него се очекува да има посебен заштитнички однос кон прашањата од национален и државен интерес. Од СДСМ тоа не се очекува толку многу, но од ВМРО сите го очекуваат тоа. И ако и двете партии изневерат, последиците ќе бидат најмногу на ВМРО, можеби минимално на СДСМ, а пред се ќе бидат на Македонија. Впрочем, една од основните причини зошто е создадена ВМРО ДПМН е заштитата на македонските национални интереси, на сите граѓани на Македонија, како и на нашата заедничка држава Република Македонија. Се очекува токму ВМРО да го чува грбот на Македонија и при решение за името, да помогне на државата, дури и на СДСМ, за што подобро решение да биде извисувано. Но евентуалното вклучување на ВМРО не смее да е само шминка и да се истера некое решение кое е крајно неповолно. Тоа мора да е суштински, заштитнички и со резултат за Македонија и македонскиот народ. И уште нешто. Иако ме обвинуваа дека имало некакво пазарење, подсетувам дека јас 11 години ја водев владата и немало никогаш никаков пазар, ниту пак сега го има. Тоа сакам да го знаете. И да не се заборави дека партијата постои заради државата и заради нацијата, а не обратно. Или со други зборови, државата пред се. Трето, доколку биде избран денес од делегатите на Конгресот, од него членството очекува победа и враќање на власт на следните парламентарни избори во Македонија. Тоа е главниот таргет. Победа на парламентарните избори и формирање влада на чело со ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Во меѓувреме, ВМРО ДПМН и како опозиција треба да внимава и да се бори за државните интереси. Сега во медиумите се актуелни дебати околу реформите за кои само се говори, а ништо не се прави од страна на власта. ВМРО ДПМН
треба да помогне и да ги поддржи реформските процеси, ако воопшто започнат и ако се суштински. Четврто, ВМРО историски од секогаш била прозападно ориентирана. Освен некои маргинални левичарски структури на организацијата, кои класно, тргајќи од класниот елемент, во 20. век се определувале кон комунизмот. Цело време ориентираноста е кон Запад, освен во 1924 од тактички причини кон СССР. Од секогаш ВМРО гледала на помош од Запад. Денес, кога имаме таа независност, треба да ја штитиме. Но стратешката ориентација секогаш била и треба да остане кон Западот. Членството во НАТО, членството во Европската Унија и стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. Независно што за некои нивни чекори во изминатите години се созаваше чувство за неправда кон ВМРО и Македонија. Таквите работи треба да се решаваат низ диалог со нив, низ лобирања и дебати, повторно и упорно, но не и со промена на стратешката определба на партијата и на државата. Пето, во моментот ВМРО-ДПМН е единствената од поголемите партии која носи независни одлуки за важните прашања, за себе како партија и за државата Република Македонија. Сите други партии, особено поголемите, мислам на нив, одат во туги представништва за да прашаат каков став да имаат. Ова станува збор за големите партии. Јасно е дека ние сме мала земја и невозможно е да нема влијание од големите сили. Но треба да се тежне независноста да се задржи. Во историската ВМРО, како што пред малку кажав, се до ликвидацијата на Александров, ВМРО носи независни одлуки. Тоа не значи дека никој немал влијание на нив, но одлуките на крајот ги носеле тие по своје убедување, а не некој друг за нив. По неговата ликвидација се менуваат работите. Важно е ВМРО-ДПМН да остане партија која ќе продолжи независно и самостојно да ги носи одлуките за партијата и за државата. Шесто, секое ново раководство носи и нови политики. Нормално е и ова ново раководство да има промени на некои политики од преходното, но тоа мора да биде во идеолошките рамки на партијата. Она што партијата ја прави партија е идеологијата. Таа е арматура на партијата и штити од рушење на партијата која ќе дојде земјотрес, која ќе дојдат тешки времења, а ние сме трусно подрачи. Партија без идеологија е како акционерско друштво, кое во првата криза ќе се распадне. Оваа партија поминала низ многу кризи, но она што во тие кризи ја одржувало е токму идеологијата. Таа арматура која држи и го зачувува јадрото, од кое подосна блекснува повторно како феникс и повторно се издигнува. Не заборавајте го ова. ВМРО-ДПМН може да формира и своја нова доктрина, која ќе се адаптира на современото време, но да внимава да не ја загуби физиономијата на десницата, да се советува со десните партии и да воведе модерни трендови од Европа и од Соединетите Американски држави. Покрај некои нови политики, секое ново раководство носи и нови луѓе. Тоа треба да се разбере и да се подржи. Јас тоа ќе го почитувам и ќе дадам се од себе да не се мешам и да не ја обструирам работата на новото раководство. Не сакам да го правам тоа некому што не сакав да ми го прават мене. Ако јас, после толку години на чело на партијата и толку многу успеси и изборни победи под моје водство, можам да направам чекор назад, тогаш очекувам и сите други кои досега биле дел од раководството, а нема да се најдат во новото, да го следат тој пример. Заедничка цел на сите треба да ни е победата на парламентарните избори и враќањето на власт, заради напредок на Македонија и подобар живот за сите, а не личните функции во даден временски период. Седмо,
Јасно е дека значаен предизвик на партијата ќе биде зајакнување на односите, соработката и довербата, како и комуникацијата со представниците на меѓународната заедница. Во тој поглед, треба да се охрабри новото раководство. 8. Треба сите да сме свесни дека една од слабостите на досегашното раководство беше исклучително лошата и погрешна перцепција на партијата кај албанците во Македонија. Новото раководство треба да направи анализа. Каде погрешивме? Или направивме превид? Ние што дозволивме да до тој степен се перцепира кај албанското население негативно ВМРО-ДПМН. Тоа треба да се исправи, особено затоа што не постојат фундаментални причини за тоа. Историски гледано, ВМРО имала одлична соработка со албанците во Македонија. ВМРО направи многу за албанците и во изминатиот 14,5 годишен период, особено 11 во рамки на владата. Нема причина тоа да не е така и во иднина. Важно е, исто така, новото раководство да продолжи да ја јакне соработката со коалиционите партнери од коалицијата за подобра Македонија, бидејќи тие се многу значајни во победите. 9. Кажавме јавно дека на последните локални избори имаше масовен подкуп подржан од полицијата. Многу притисоци, закани, уцени и заплашувања. И заради тоа, ВМРО-ДПМН не ги призна изборите. Тие се едни од најнедемократските избори во Македонија. Кажавме и дека дел од нашето членство беше разочарано од раководството на партијата на различно ниво и заради тоа не гласаше. Пред 2 дена, Централниот комитет го усвои извештајот на работната група за анализа на изборите. Таму се внесени уште поголем број на грешки и пропусти на сите, од мене како председател и извршниот комитет, па надолу до општинските комитети, местните комитети и кимовите. Од кадровски одлуки па до грешки во политиките или организацијско-оперативни одлуки и пропусти. Тој извештај ќе биде од голема корист за новото раководство, уште повеќе што и кандидатот за председател на партијата беше дел од работната група. Сепак, морам да извојам една работа која мора да биде кажана колку и да боли. И во моите средби со кандидатите за градоначалници по изборите, и оние кои победија, и оние кои загубија. И во моите средби со председателите на општинските комитети по изборите, и на средбата со групата ветерани на партијата, и во писмените материјали кои пристигнаа од цела Македонија, од општинските и местните комитети, за целите на оваа анализа. Проверуваше, да не речам и доминираше, зборот предавство. Чувството и информациите од сите страни беше дека во подолг временски период голем број наши функционери на различни нивоа, од различни мотиви и цели, извршија класично предавство на партијата. И тоа има значаен удел во крајниот резултат. Велам од некои, се разбира не сите, но некои председатели или членови на местни комитети, председатели или членови на општински комитети, поранешни и сегашни државни или партиски функционери, активисти со задача, наблюдувачи на избирачки места и така натаму, заради различни причини направија предавство на партиските интереси. Некои тоа го направија заради влошени односи со кандидатите за градоначалници. И сакајќи нив да им наштетат, тие и наштетија на партијата. Некои затоа што не биле избрани за кандидати на листи, за советници или пак за градоначалник. Некои заради остварување на некој личен интерес од новата власт. Некои заради пари и подкуп. Некои заради страв да не бидат казнети или избркани од работа. Некои заради некоја лутина, кој некој председател на местен комитет или затоа што му биле завршени 5 работи, ама не му била завршена 6-та, која замисли. Некои заради пазарање за вработување или нешто слично со СДСМ, што во 99% случаи нема да се оствари.
и слични работи. Но крајниот исход е предавство на партијата од голем број поединци на значени позиции. Се знае точно се, сите и секаде, со име и со презиме. Јасно е ако председател на месен комитет свикал прв состанок на месниот комитет дури на 7-миот ден од кампањата, дека станува збор за свесна пасивизација, а уште повеќе ако другите председатели на месни комитети околу него кажат какви понуди или закани добиле и ги одбиле за и тие да се пасивизираат во сред кампања. Многу интерни податоци и списоци со информации се најдоа во рацете на нашиот политички противник, како никогаш досега. И тоа не е случајно. Откривме и дека СДСМ имале и воделе операција со кодно име ВМРО, со преходно добиени списоци на наши членови и функционери по разни основи. И истите биле посетувани во 3 фази, помеѓу јуни и октомври. Ваква проава се случува прв пат во последните 15 години. Новиот председател и новото раководство не смее да го игнорира ова. Ден порано треба да преземе енергични мерки за казни и отстранување на лицата кои постапиле несоодветно. Благодарам. Ако не го направи тоа, ќе се повтори истото на наредните избори и може пак да ги загубиме. Кој еднаш вака направил, пак ќе направи. Потребно е добро да се проверат сите факти и информации. За некој да не настрада погрешка и да се препроверат. Но потоа треба да се делува без двоумење и одлучно. Исто така потребна е замена на демотивираните и опуштените со мотивирани членови на раководни партиски позиции. 10. ВМРО ДПМН е нападната. Таа мора да се бори за своја заштита, но и за заштита на секој член кој неправедно и тенденциозно е овинет и е под политички прогон, независно дали е обичен член или некој функционер. Новиот председател треба да знае дека ако не се бори за своите членови и активисти, кога тие се нападнати заради нивната партиска и национална борба, дека другите ќе го видат тоа и ќе се плашат да бидат активни и за партија и на тој начин партијата ќе слабее. Почитувани пријатели, тепањето во парламентот од одредени поединци, поведени од емоции и од патриотски чувства на 27 април, беше голема грешка. Иако беше директно и обмислено и спровоцирано од владеачките партии и нивните позадински подржувачи. Не случајно јас таа ног имав толку остра пресконференција. Знаев што следува. Знаев дека прстот ќе се впери кон ВМРО и дека со тој чин ќе се создаде перцепција со која најголем губитник ќе биде токму ВМРО ДПМН. И се разбира граѓаните кои наседнаа на стапицата. Жалам што некој од нашите подржувачи ги погоди тоа моје обраќање, но некој мораше да истори кофа со ладна вода таа вечер и да ја каже вистината во тој момент колку и да изгледаше брутално и безчувствително. Сите ние ги подржувавме мирните протести, на еден или на друг начин. Тие беа од корист за Македонија. Тие беа оправдани и со патриотски карактер, а не шовинистички. Но кога толпата луѓе ќе почне самата да води политика, водена од емоции, се прават кардинални грешки. Затоа постојат водачи и тие треба да се следат од толпата, а не таа под емоции да крои политика. Но сега сме сведоци на политичка осветољубивост од невидени размери.
И кон тие кои тепале со давање на несоодветни квалификации за тероризам или обид за убиство, и кон тие кои никого не повредиле. Основната цел на оваа операција и на ова дејствување, како и дејствувањето на СЈО, дејствувањето на ОЈО, дејствувањето на полицијата, е слабење на ВМРО ДПМН и негово силно ослабнување, а со тоа и намалување на влијанието на партијата. Крајната цел всушност е разбивање, поделба или силно ослабнување на ВМРО ДПМН со цел кршење на националниот дух на македонците и намалување на националниот елемент и заштита во политичкиот живот во Република Македонија. Создавање на држава на граѓани, а не на македонски народ и на делови од други народи, како што стои во Уставот. Тоа ќе значи постепено исчезнување на македонската нација, бидејќи македонците како нација немаат втора држава. Затоа, овие напади и хајки, политичко-судски прогони, кои досега се против над 170 луѓе и веројатно ќе расте според информациите на над 250, треба да се свати многу сериозно, а не како проблем на индивидуалци. Потребно е исто така и национално помирување. Потребен е закон за амнестија, простување и помирување. Само така земјата може да оди напред и да стави крај на политичките освети и реваншизмите. Големите политичари така се однесуваат во вакви моменти. Треба и ЗАЕФ и СДСМ да го научат ова, со целосно сочувство кон неговата болка и стрес од немилите настани на 27 април. Треба и ДУИ да го знае тоа, затоа што амнестијата кон нив беше за многу потешки дела. Треба СДСМ да постапи како што во овие 27 години независност, дури 4 пати постапуваше ВМРО ДПМН. Прв пат, како што го направи тоа во 1991-та, кога доминираше ВМРО во експертската влада на Клюсев и не премина кон казнување на ист начин кон луѓето на комунистичкиот режим, чиј наследник е партијата СДСМ, кои 45 години стрелаа без судење, апсења, мачења и убивања ВМРО-вци кои се спротивставуваа на комунистичкиот режим. А можеше да биде и поинаку. Можеше на тие што се живи и што го правеле тоа, да им се суди, да се затвораат и стрелаат за репресиите на нивниот режим и на нив лично. Потоа, со законот за амнестија во 1999 година, поврзан со гостиварските настани од 1997 година, кога се ослободија 2 градоначалника од Западна Македонија. Потоа во 2001 со законот за амнестија на учесниците во конфликтот, кои делуваа против државните органи и убија околу 70 војници и полицајци, а огромен број беа ранети и повредени, со трауми и последици. И конечно во 2012-та, со толкувањето на законот за амнестија со кои 4 хашки случаи потпаднаа под законот за амнестија, меѓу кои водството на ОНА. Сите овие амнестии беа многу болни и тешки за нас, но ние покажавме политички капацитет и државништво во поглед на национално побирување и заедничка иднина, а не заеднички вечен конфликт, освети и реваншизам. ВМРО ДПМН веќе подготви закон за амнестија за настаните од 27 април, кој наскоро треба да се најде во парламентот и се надевам дека тој ќе биде прифатен. Почитувани делегати, драги гости, сакам во овој мој говор да упатам огромна благодарност до Зоран, Мартин, Владо, Миле, Горде, Сашо, Спире, Кире, Диме, Александар, Луке, Иво, Бети, Александар, Владо, Илија, Антонио, Нино, Никола, Славе, Ленче, Шах, Мацко, Урко, Пинџур и екипата, Горан, Габи, која веќе не е меѓу нас, Силвана, Китановски, Коњановски, Васко, Андреј, Зоки и Билјана, Христијан, Емил и до сите соработници, простете што не можам сите да ги набројам.
ги имаше многу. И сите функционери кои беа дел од една генерација на подвизи и предизвици за кои историјата доправа ќе пишува. Бидете горди. Бидете горди на постигнатото. Колку во моментите на магла да не е јасно, ќе стане јасно низ времето. Благодарност до народот во Македонија, во кого никогаш нема да ја изгубам довербата и кого секогаш високо ќе го почитувам и ќе го ценам и ќе останам дел од неговите битки. Се сеќавам дека вербата во нашиот народ беше честа дискусија меѓу мене и некои поединци политичари кои ценеа дека се може да се протурка и дека грешам слепо што верувам на народот. Јас така и ќе продолжам. Нека биде тоа моја одлука и одлука на моето време. Ќе завршам со извинување до сите вас во партијата и до сите граѓани на Македонија за сите ненамерно сторени грешки. Независно дали биле кон поединци или биле дел од владините или партиските политики. Многу работев, енормно многу. И заедно со мојот тим во раководството на партијата и во владата, со кои заедно ги носевме одлуките, сигурно правевме и грешки. Јас никогаш и не ветив дека нема да имаме некои грешки. За некои денес веќе сме свесни, за некои можеби се уште не. Како одминува времето, дознавам и за некои злоупотреби кои се правеле во време на ВМРО од поединци, а за кои не сум бил свесен. И со ова не сакам да посочувам поединци. Си знаат самите тие кои се. Но сакам да повлечам заради историјата, за да биде кажано како важно. Ветив многу работа и резултати. А кој работи, тој греши. Верувам дека новиот претседател и новото раководство, како и секој мудар човек, како и секоја мудра индивидуа, ќе ги продолжат и ќе научат многу од нашите добри практики и работа, но и дека ќе ги избегнат моите и нашите заеднички грешки. Така постапува секој мудар наследник, кога доаѓа на важна, висока позиција. Тоа не е гаранција дека тој нема да сгреши нешто, но предпоставува дека нашето искуство ќе го направи подобар од нас. Јас ќе бидам среќен ако секој мој наследник, било во партијата, било во владата, биде подобар од мене, поуспешен и направи повеќе од мене за партијата и за Македонија, бидејќи тоа ќе биде добро за сите нас и за нашите деца и идни генерации. И да не заборави да остане човек, затоа што власта и моќта честопати го прават човека полош, понервозен, посамозадоволен и помалку толерантен. Јас во иднина ќе работам на тоа постојано да станувам подобар човек, но и подобар татко, сопруг, пријател, комшија, соработник. И тоа е многу полесно кога не си на висока позиција или власт, а е потешко, но и не е невозможно и кога си со голема моќ. Победникот мора да има високи морални човечки квалитети, а ВМРО-ДПМН е победничка партија и треба да избере победнички претседател. И верувам дека вие, делегатите, ќе донесите правилна одлука со која ВМРО-ДПМН и Македонија ќе одат напред и ќе победуваат. Почитувани присутни, драги пријатели, историјата не ги прави големите луѓе, туку големите луѓе ја прават историјата. ВМРО е силно и никој не треба да го потцени, а победата на ВМРО ќе биде триумф на народот. Клучот е кон посветеноста, кон идеите и верувањата, не само во желбата, туку во целосниот напор за конечна победа. Гордо и достоинствено, со чест и силна верба, ВМРО ќе продолжи напред, затоа што ВМРО е најдлабокиот порив во кој се содржани најсветите чувства и љубовта на нашиот народ кон својата земја. Се додека обстојува тој столетен оган во идеите и целите на нашата партија, ВМРО ќе остане вистинскиот чувар и тоа цврсто јадро на Македонија. Бидете горди, бидете достоинствени, главата горе, народот на Македонија заедно со ВМРО
ќе оствари триумф. Доаѓаат подобри времења. Ќе се избориме за слободата, ќе се избориме за напредок на Македонија. Да живее ВМРО-ДПМН, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави. Ви благодарам.